28 јануари 2026 година, среда, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за темите со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Учениците од Основното општинско училиште Тошо Велков Пепето денес поминаа прекрасен зимски ден во ски центар Михајлово, покрај постоечката патека Македонија и она за најмладите. Посетителите добиваат уште 1200 метри за спортување и уживање. Денес учениците од 4-то и 5-то одделение при Општинското основно училиште Тошо Велко Пепето уживаа во вистинска зимска идила на Михајлово. Организирано од страна на училиштето, околу 150 ученици поминаа незаборавен ден исполнет со смеа, дружење и радост на снегот. Ски центарот Михајлово е подготвен и активен веќе еден месец, а бројни граѓани веќе уживаа на снегот и патеките. Цели фамилии, организирани групи на ученици, деца и возрастни уживаат во зимската идила, снежната велина, чистиот воздух, дружбата и природните убавини. Од денес, ски центарот Михајлово оди и еден чекор понапред. Всушност, Кавадаречкиот бисер нуди комплетна зимска понуда со 3 уредени патеки. Малата патека со теписон за најмладите, патеката Македонија и за прв пат новата патека од 1200 метри. Свеж снег, вистинска зимска идила и услови за скијање и уживање за сите генерации. Јавното обвинителство е должно да постапува по секој случај во кој има сомнеж за корупција и криминал. Филипче ја зголемувал сумата која се префрлува од Фондот за здравствено осигурување кон клиничка болница, а истата сакал да ја превземе за багателска цена. И покрај фактот што поминаа десетина дена откако доктор Жан Митрев кажа јавно за намерите на Венко Филипче да ја преземе клиничката болница која тој ја води, молк од Филипче, но молк и од надлежните институции како јавното обвинителство. Во јавното обвинителство има повеќе од доволно информации врз чија основа може да се покрене постапка. Во оваа прилика, ние овде, пред јавното обвинителство, ќе повториме кратко за што станува збор. Очигледно е дека планот за преземање на клиничката болница од Филипче, заедно со неговиот другар Зоран Заев и тогашен премиер, било добро планирано. Филипче и Заев ги применувале за нив добро познатите техники како изнуда, притисоци, а ветувале и дека ќе влијаат во судската постапка во која страна е доктор Жан Митрев. Планот евидентно дека не поминал, но и добро е што не поминал, бидејќи планот на Филипче вклучувал и еден вид на приватизација на јавни пари или пари на граѓаните. Како? На тој начин што Филипче ја згомилил сумата од ФЗО која се префрла кон болницата. Или сумата во 2020 година достигнала околу 11 милиони евра, што е скоро дупло за разлика од сумата која е одвоена за болницата во 2015 година. Многу едноставно Филипче ја зголемувал сумата која се префрла од ФЗО кон клиничката болница, а истата сакал да ја преземе за багателна цена. За тоа што Филипче не сака да одговори во јавност, му судат граѓаните на избори. Но јавното обвинителство е должно да го испита секој случај за кој постои барем и мал сомнеж за криминал и корупција. Затоа денес уште еднаш го повикуваме јавното обвинителство да ги разгледа информациите и да постапува. ССМ и Слободан Трендафилов одбиле 40% покачување на платите во наредните 2 години. Според ВМРО ДПМН Трендафилов го одбил предлогот на владата за покачување на платите на административците, затоа што е политички заробеник на СДС. ССМ и Слободан Трендафилов одбиле 40% покачување на платите во следните 2 години на штета на работниците. Синдикалецот на батерии Слободан Трендафилов со плата 3 до 4 пати поголема од минималната, која ја добива благодарејќи на работниците кои членуваат во неговите синдикати,
им го сврте грбот и не прифати зголемување на платите во администрацијата за 40% во следните 2 години. Слободан Трендафилов, кој е многу гласен кога СДС е во опозиција, а тивок кога тие беа на власт, го одбил предлогот на владата предводена од ВМРО ДПМН за зголемување на платите на административните службеници за 40% во следните 2 години. Зошто? Само затоа што не сакал да го потпише новиот колективен договор. Трендафилов ги остави работниците на цедило и без повисоки плати, затоа што е политички заробеник од страна на СДС. Договорот што тој лично, заедно со минатата министерка за труд и социјална политика, а сегашна подпредседателка на СДС, Јованка Тренчевска го потпишал, е истечен. А со тоа се отвара можност за нов колективен договор, за кој владата, предводена од ВМРО ДПМН, предлага административните службеници да добијат 40% повисоки плати за 2 години. Ова, ССМ и Слободан Трендафилов и УПОС начело со Трпе Дејановски го одбиваат. Почитувани граѓани, почитувани работници, лицемерието на ССМ и Слободан Трендафилов е разоткриено. Додека од една страна глуми загрижен за работниците, за нивните права и за нивните плати, од другата страна докажува колку навистина му е грижа за работникот со тоа што го одбива предлогот на владата предводена од ВМРО ДПМН за зголемување на платите во висина од 40%. ССМ и Трендафилов не го поздравија досега ниту еднаш колективниот договор во образованието и во здравството. Ниту пак ги поздравија зголемените плати во МВР, Министерството за одбрана и во центрите за социјална работа. На ССМ и Трендафилов не име до зголемените плати на работниците, туку на тоа да им наштити на државата, а со тоа и на владата што е можно повеќе. Отворената поддршка која ССМ ја добива од левици и од СДС јасно говори кој седи позади овој организиран денешен протест. Ви благодарам. Председателот на СДСМ Венко Филипче го поддржа протестот на ССМ. Според Филипче, зголемувањето на минималната плата е заслужено и е реално, но и потреба за преживување на работничките семејства во нашата држава. А во текот на вчерашниот ден, вчера во пладне, имавме состанок на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и таму зазедовме став да се поддржи денешниот протест на Сојузот на синдикати на Македонија и да се поддржат барањата кои што работниците ги имаат до владата. Сметам дека барањата се реални, дека се објективни, дека поголема плата е заслужена и вистински потребна и за преживување на работничките семејства во државата. Ја жалам што завршија добрите пракси од минатото, од времето на владите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кога во континуитет растеа и минималната и просечната плата, минималната се дуплираше, скоро се дуплираше и просечната плата, и тоа во време на најголеми кризи какви што светот немаше видено тогаш, ковид кризата, енергетската криза и така натаму. Меѓутоа, тоа е резултат на една добро водена економска политика во државата, кога во државата имаше и добра реализација на капитални инвестиции, кога имаше и странски инвестиции, а сето тоа во оваа влада на ВМРО ДПМН, знам и Влен, на вистина го нема, лошо функционира, едноставно сме соочени со ситуација во која што се што владата прави е само нови и нови задолжувања кои што ќе ги враќаат следните генерации. Максимална поддршка за денешниот протест. Жалам што пред неколку месеци оваа власт не го поддржа нашиот предлог за зголемување на минималната плата. Ние ќе продолжиме и понатаму во следниот период да изнаоѓаме и предлагаме законски решенија со што ќе го подобриме стандардот на граѓаните. Продолжуваме со спорт. Познати се четвртфиналните двојки за фудбалскиот куп на Македонија. Во дербито на оваа фаза Тетовска Шкендија ќе игра со Струга, а бранителот на титулата Вардар ќе игра со второлигашкиот лидер Охрид. Во Фудбалската федерација на Македонија
се одржа жепката за четвртфиналната фаза од Купот на Македонија во фудбал за сезоната 2025-26, при што беа излечени паровите што ќе ги одредат патниците кон полуфиналето и потенцијалниот пат кон трофеот. Актуелниот бранител на титулата Вардар за противник го доби градскиот фудбалски клуб Охрид, кој во моментов е лидер во втората македонска фудбалска лига. Во дербито на четвртфиналната рунда, Тетовска Шкендија ќе се сретне со Струга Тримлум, а останатите два пара ги сочинуваат Шкендија Рачиново Работнички и Детонит Плачковица Силекс. Познат е и распоредот за полуфиналните дуели во ова надпреварување. Во првото полуфинале ќе се сретнат победникот од дуелот Вардар Охрид со победникот од дуелот Детонит Плачковица Силекс, додека во второто полуфинале ќе играат победниците од четвртфиналните дуели Струга Шкендија и Шкендија Рачиново Работнички. Четвртфиналните надпревари се играат на 25 февруари, доколку резултатот биде нерешен по 90 минути, директно се изведуваат пенали. Полуфиналните двобои пак ќе се играат по системот дома-гости, а ќе бидат закажани за во месец април. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Облачно со повремени локални врнежи од дожд, на повисоките места од дожд и снег, а на планините од снег. Ке има појава на магла по одделни котлини, ке дува слаб ветер претежно од северозападен правец. Температурата ке се движи од 0 до 7 степени. Го следевте Централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.